Добредојавте во вторничкото издание на Отвореното студио. Поштовани гледачи, ве информирам како последна вест дека екипи на МВР ќе се обидат да пристапат кон авионската несреќа што се случи на северната страна од Солунска глава. Урнат е најверојатно авион Цеста 210 кој полетал од Охрид со 4 члена, најверојатно семејство, сопруга и 2 деца. И откако над 2 часа хеликоптери на МВР го пребаруваа, конечно е лоцирано местото на авионската несреќа во авион кој инаку носи германски ознаки. Во МВР потврдуваат дека е во тек акција за привлекување кон несреќата, иако се тешко пристапни патиштата, но хеликоптерската акција продолжува. Нашиот репортер Христијан Баневски ќе се обиде да ги добие детаљите од воздухопловните власти во Скопје и гледајте вести во 20 часот кога ќе имаме еден поширок преглед на состојбите со ова авионска несреќа во Македонија. Уште еднаш повторувам, околу Солунска глава, северната страна, како што инаку ексклузивно ја обезбеди информацијата нашиот Сашо Ордановски. Ние сме во контакти со МВР и сите информации ќе имате можност да ги гледате во 20 часот. А сега за нешто што инаку е топ тема во Македонија и во регионот. Ципрас слета во Северна Македонија. Поширокиот преглед на оваа државна посета, официјална на грчкиот премиер во Северна Македонија, ќе имате можност да гледате во вестите во 20 часот со нашата екипа од двајца камермани и репортерите Джундева и Чаловски. А сега во продолжение со мојот вечерашен гостин. Тоа е универзитетски професор, инаку предава социјална психологија, во поново време, една деценија назад, со модерната наука човечки ресурси и што е најважно се занимава со една проблематика која на нас сите ни тежи и како социјално општество и како родители, а тоа е како се обезбедува една социјална кохезија и меѓу децата и во средините кои имаат мултиетнички карактер. Моја вечерашна гостинка е Ана Томовска-Мисовска. Добро вечер, благодарам. Добро вечер. Професорке, морам да признам дека подолго време се обидам да ве добиам на екран. Одеднаш почувствувате потреба да излезете или сепак она што го напишавте во Республика заслужува внимание? Мислам дека тоа што е публикувано во медиумите во Республика и во неколку други портали заслужува да добие внимание кое што мислам дека во последно време малку го подзаборавивме со сите други настани кои што не се случуваат. Прашањето на етницитетот кај децата и кај кохабитацијата, воспитувањето, така во подолго време во Македонија
се истражува и вие, и професор Бешка и така натаму. Но оно што кај мене во ова ваша студија ме интересира, тоа е истражувањето како се прифаќаат разноликостите кај децата, врз кои и ние како родители и социјалното општество влие за една нова филозофија. Така, значи, истражувањето е насочено да увиди кога и како децата почнуваат да стануваат свесни за разликите и сличностите помеѓу етничките групи. Истражувањето се фокусира на децата македонци и децата албанци во републиката. Само за децата или и за повозрастната младешка групација? Значи, ова истражување е насочено кон деца од 6 до 11 години. Значи, тоа се децата во оделенска настава во основното образование, бидејќи претходните истражувања укажуваат дека токму во тој период во други земји почнуваат да стануваат свесни за разликите помеѓу етничките групи. И ние сакавме да видиме што се случува во нашата земја и во други слични контексти, значи во контексти каде што имало претходно некоја ескалација вооружена на одредени конфликти, кои што се во моментов смирени, сакаме да видиме што се случува во такви, да речеме, постконфликтни ситуации, како Северна Ирска, нашата земја и Косово. Добро. Какви се паралелите на тој план? Значи, во сите три контексти, децата утврдивме дека, ајде да речеме прилично рано, веќе на 6 години, почнуваат да стануваат свесни за разликите, односно се веќе свесни за одредени разлики кои што постојат помеѓу етничките групи, пред се во символите кои што се користат, одредени работи поврзани со јавен живот на двете групи, физички обележја на просторот. Дали се тргнало со перцепцијата на својден анимозитет врз етничка основа? Не баш, барем не на порана возраст, меѓутоа истражувањето укажуваат дека како што растат, децата стануваат посвесни за разликите и така развиваат се поголема и поголема преференција кон символите на собствената група. И како што растат, таа преференција понатаму е поврзана со, да речеме, зголемена социјална дистанца помеѓу двете групи, како и со зголемена перцепција, односно свесност дека помеѓу двете групи постоел некој вид на конфликт. Кој тоа влие? Ние како родители, медиумите со својата слика и збор, училиштето како амбиент кој прави некакви етнички граници, бидејќи се потешко во едно училиште учат различни етнички групи? Така, значи, она што ние го добивме како научна е дека постојат повеќе фактори. Значи, не можеме да кажеме дека само еден фактор е главен кој што влие на тоа, меѓутоа имаме една појава која што е мултифакторска и сите ние како возрастни имаме свој удел во она што децата го рефлектираат. Тоа значи дека во одредени социјални средини, кога вокабуларот е шиптар, македонец, комита, чкембар и така натаму, тоа се пренесува во визурот на децата до 11 години. Од каде таа енергија кај нив понекогаш тоа да израсне во нетрпеливост до степен на конфронтација? Значи, тоа не ни беше поле на ова сегашно истражување, бидејќи сметавме дека се премногу мали за тоа, меѓутоа сепак откривме дека се свесни дека помеѓу двете групи постои конфликт. И дека таа свесност за конфликт е пак поврзана со потребата да бидат подалечни, односно да имаат поголема социјална дистанца едни од други. Сега, истражувањето, ако одиме подлабоко, покажува дека, да речеме, во мешани средини, каде што е правено истражувањето, на децата им е поприфатливо да имаат комшиски релации, значи такви некои односи, отколку да учат во исто училиште. Веројатно тоа се должи на начинот на кој што нашиот образовен систем е организиран во моментов каде што постои паралелизам по основа или на јазик и децата учат одвоено во класови, меѓутоа тоа не е толку голем проблем како што е одвоеноста, да речеме, на децата од различни јазици во различни згради, различни смени, различни воннаставни активности и вонучилишни активности. Има една парадоксална ситуација. Сега ќе го направам
прилично бизарно од аспект на фудбалот. Например, нашата фудбалска репрезентација е таков конгломерат во која не можете да препознаете која и никогаш не викаме албанецот постигнал гол или македонец така натаму, тоа е репрезентацијата, например, рече си 50-50. Тамо не го носиме тој ревалитет. Но што е тоа што не попречува децата, например, во училишниот двор меѓу себе да играат заеднички фудбал? Од каде во таа социјална патологија направивме бариери? Значи, комплексен е проблемот. Она што истражувањата го кажуваат дека поголемиот степен на контакт помеѓу двете групи, особено кога станува збор за постигнување на заедничка цел која што и на двете групи е подеднакво важна, како например нели победа на фудбалската репрезентација, тоа доведува до релаксирање на односите. Од друга страна, кога сте соочени, да речеме, во училиште во ситуација каде што имате, да речеме, одредени проблеми помеѓу деца и немате механизам, односно не сте доволно подготвени како кадар да се справите на конструктивен начин со било каков конфликт, не само меѓуетнички, тогаш мислам дека тоа ги на некој начин принудува оние кои што работат во училиштата да се држат до решенија кои што им се чинат наједноставнije, тоа е нели да ги држат децата одвоени едни од други за да спречат ескалација на конфликти. Односно да спречат да бидат, да речеме, тема на нели негативен публицитет на некој начин. Не дека не им се случуваат конфликти помеѓу самите групи, меѓутоа тоа не е доволно интересна тема за да заврши нели во медиуми, додека меѓуетничките проблеми се уште за жал се. Не сум носталгичен од времето кога во малото игравме без некакви предрасуди, па и учевме во училиштето. Меѓутоа ми се чини дека е влезена зла крв кај децата, но уште не можам да и не сум сигурен дека имаме права диагноза. Од каде е таа? Зошто ако е тоа влезено кај деца до 11 години, можеме да речеме условно да почнеме со сомневање, да сомневаме дека пресметките во автобусите, пресметките со ножеви, физичките пресметки представуваат веројатно последица на тоа што не го градиме сега, а има етнички префикс. Така, значи може да се каже дека она што почнува на таа рана возраст понатаму се надоградува и нормално ескалира. Меѓутоа имаме примери од различни проекти во државата каде што има позитивни примери на соработка кои што за жал не добиваат таков публицитет како оние негативни примери. Добро. И секако тука е битно она што се случува од аспект на некој вид на интервенција за подобрување и релаксирање на тие односи. Затоа што ако видите во истражувањето исто зборуваме за наоди и од возрастни кои што укажуваат на тоа дека се позитивно изненадени кога нивните деца стапуваат во контакт со, нели, условно кажано, другарчиња од другата страна. И таму согледуваат дека постојат начини на соработка, дека постојат заеднички допирни точки, дека односите може да бидат поинакви од она на кои што сме навикнати и самите возрастни почнуваат да се прашуваат, нели, како понатаму и ги поддржуваат своите деца во некој си релаксирање на односите, меѓутоа морам да кажам дека таквите примери се уште релативно ретки. Што ни недостига да ги мотивираме, да ги интегрираме, правиме една социјална инклузија за теми кои немаат етнички префикси, например еколошка загаденост, зачување на човековата средина, спортски олимписки средби и така натаму. Дали е тоа модел во кој новиот наставен капацитет не се вклопува, бидејќи и наставниците на одреден начин влегува во шемата на практицирање на поминување на времето? Така, значи, како што спомнав предходно, имаме примери на такви соработки, каде што деца од различни етнички
групи работат заедно на одредени теми. Многу е битно, односно истражувањето укажуваат на тоа дека е многу битно таквиот контакт да биде долготраен, да биде содржаен, да биде на основа на еднаквост и да биде на некоја тема на која што двете групи на деца имаат заеднички интереси, која што на крај резултира со постигање на одредена заедничка цел, која што на двете групи им е значајна. Наставниците и практичарите треба да дадат поддршка во градењето на безбедностни простори за контакти. Ова е од вашиот текст. Што тоа значи? Како да го отвориме просторот или да го заградиме просторот? Не, значи тоа повеќе алудира на градење на простор во кој што децата ќе се чувствуваат безбедно да стапуваат во контакт едни со други. Не од аспект на физичко заградување или отворање на просторот, туку овозможување на места повеќе и на ситуации каде што децата ќе се чувствуваат комфортно да комуницираат едни со други, да отвараат прашања кои што им се од интерес, па дури нели и оние прашања и теми кои што некогаш ги одбегнуваме за идентитет, за што е тоа што нас направи да сме нели едни наспрем други и слично. Дали современите текови на интегрирање децата кон светските процеси на комуникација, интернет, игри и така натаму, не ги разбива локал провинцијските наши случувања на оден начин да не се сакаме, ајде речем да не се мразиме. Во услови во кои преку интернет ти не знаеш ни со кого играш, ни како играш. Така, значи тој феномен се уште не сме го истражувале, да речеме, за да можем да ви дадам одговор, меѓутоа она со кој што децата стапуваат во контакт, значи мора да биде тој контакт малку посодржаен. Значи играње, да речеме мрежно, каде што ти не дознаваш нешто многу за другиот, не може да повлија или да е поврзано со градење на одредена слика за одредени луѓе. Значи потребен ни е контакт кој што е содржаен. Потребни ни се исто, да речеме, материјали од кои што децата може да учат едни за други и во отсуство на некој си таков контакт, меѓутоа постојат и примери каде што технологијата, односно мрежното поврзување, може и се користи во светски рамки за подобрување и релаксирање на меѓуетнички односи. Рекол дека се истражувале на одреден начин некакви европски и светски. Например, како е возможно во една воинствена Ирска, каде траеше долго време верскиот судир меѓу католици, протестантите и католиците, дали тоа сега се смири, дали доби некакво локално и базично влијание? Значи вака, тој етнички конфликт, да речеме, кој што тој верски е повеќе. Не етнички е, ама има звучи како да е верски, во суштина е етнички конфликт и е конфликт на тоа на национална припадност. Добро. Они имаат развиено модели, не само еден, со кои што им помагаат на децата и на младите луѓе да изградат еден нов вид на релации помеѓу двете групи. Имаат интегрирани училишта, каде што многу се води сметка за правична еднаква застапеност на двете групи и посебни програми. И имаат модели на соработка помеѓу нивните така наречени сегрегирани училишта, особено на средношколско ниво, каде што и заради оптимизирање на трошоци во училишниот систем, меѓутоа и за нудење на поголем квалитет и релаксирање на етничките односи, имате училишта кои што соработуваат за да понудат заеднички предмет. И ги носат децата во такви заеднички простори, и тоа мислам дека до сегашните истражувања покажуваат дека има влијание во релаксирање на севкупните односи. Секако тука се и други фактори битни, ама тоа е еден од нив. Имаше различни модели кои во градинките, во училиштето се учеше и македонски и албански јазик, но ќе тргнам по трагите на парадоксалноста. Да речем, условно, овие интелектуални кругови не смета децата да бидат под исти кров и во иста градинка без етнички карактеристики, да речем условно. Но кога се работи за некаков поширок контекст, секој тргнува кон својата средина. Па на тој начин правиме
албански паралелки, па албански градинки, па македонски градинки, па со текно време веројатно и турски, ромски и така натаму. И тука како? Значи, јазикот е дел од идентитетот на една група. И како таков е многу битен маркер на самиот идентитет, на етничкиот идентитет на секоја група и културниот идентитет. И мислам дека треба да се негува, да речеме, можноста секој да може да си го користи својот јазик, меѓутоа може да најдеме начини на кои што може да соработуваме заеднички на многу други теми, каде што нели не мора да го користиме, ајде да речеме јазикот, туку да соработуваме на од најбанално спортот што го кажавте, па до нешто кое што наречеме ќе ни го разубави просторот во училиштето, ќе ни го разубави просторот на локално ниво во општината и слично. И преку тоа да на некој начин да отвориме можност секој да почувствува, да речеме, потреба да го знае барем на основно ниво јазикот на другиот, за да може да се разбереме, затоа што јазикот е и средство за комуникација. И благодарам за една друга тема за која исто така сте експерт, прашањето на човечките ресурси, менеджментот, кои се нови дисциплини, особено како и на каков начин регрутираме и образуваме луѓе за управување со корпорациите, во една друга прилика, што еднаш ве донесе во студио. Инаку, поштувани гледачи, тоа беше Ана Томовска-Мисовска, универзитетски професор на Американ Коледж, која заедно со докторот по социјална исто така патологија Катерина Мојанчевска продуцира еден истражувачки сепарат и во Республика, и тоа беше мотивот за гостувањето. И благодарам уште еднаш, се гледаме наскоро на друга тема и со по-валидни констатации врзани за човечките ресурси. И сега ќе ми дозволите само за миг да се одјавам за неколку минути, ќе ги чуете вестите, во кои две основни информации ќе превладуваат. Нашиот репортер истражува од кои причини е паднат авионот Цесна на Солунска грава од северната страна, во кој патувале од Скопје, од Охрид кон Скопје, најверојатно родители со две деца. Екипите на МВР со хеликоптерски наблюдувања се обидуваат, освен што да го лоцираат и да можат евентуално да го истражат можното останување во живот на некој од патниците. И втората тема која ја преокупира не само овдешната јавност, веројатно предизвикува и на одреден начин диоптрија и од регионот, тоа е Андреас Ципрас, грчкиот премиер, е во посета на Република Северна Македонија со 100 стопанственици. Оваа државна посета ќе го предизвика и реваншот на одреден начин со заминувањето на македонскиот премиер, на премиерот на Република Северна Македонија во Атина. Следете ни натаму.